фали нешто необично што е во овој град, што би го имале само ние Куманово. Одлична идеја, слушнав пред некој време дека е скейт парк, имаат некои планови за изградба на скейт парк. Треба место каде што ќе може да се рекреираат, дали тоа ќе биде некој посовремен парк, дали тоа ќе бидат нови терени за разни спортови, дали тоа ќе биде некој скейт парк и слично. Мислам дека треба да се отворат киносалите. Исто така треба да има повеќе театарски представи, бидејќи ние имаме театар, но представи има повеќе за деца и нема за млади луѓе кои што може да одат и да гледат представи. Мислам дека најмногу на младите им недостасуваат некои фестивали, некои концерти, некои настани каде тие ќе може да се дружат заедно, да пеат, да се радуваат. Исто така мислам дека многу недостасуваат и стази за бициклисти, исто така за скейт. Имаме доволно игралишта спортски, но например некој друг вид на спортска активност, како например скейт парк би рекол јас, или нешто од тој тип. Сметам дека кино како еден од најзначајните делови од општествениот живот недостасува, односно нема и младите кога ќе ги прашате, тие ќе ви одговорат ни недостасува кино, голем град мора да има кино. Unë mendoj se Terimi më shumë t'ju mungojnë aktivitetet kulturore, për shkak se në Kumanov të rinjve nuk kemi shumë festivale gjatë vitit dhe duhet të shkojmë në shumë kilometra larg që të ndjekim një festival. Gjithashtu të rinjve në Kumanov ju mungon një kinema, nuk kanë ku të shikojnë filma dhe gjithashtu se që ju mungon më së shumti është një qendër rinore në mes të qytetit ku mund të mblidhemi bashkëmoshatarët tonë të etnive të ndryshme. Како одлична иницијатива која што јас ја слушнав беше токму иницијативата за креирање, односно отварање на еден скейт парк. Сметам дека иницијативата е супер младинска и сметам дека таквата иницијатива треба да се поддржи. Можам да споделам едно мое искуство во кое што имам учествувано во проект, младински проект, во кој што беа вклучени доста млади од различни возрасти и сметам дека тоа е многу добар начин за социализација и дружба помеѓу младите и на кој начин тие допринесуваат за општеството да биде едно подобро место за живење. Во последно време приметувам дека гласот на младите се повеќе почнува да го слушаат надлежните, но мислам дека се повеќе може бидејќи се што е поврзано со младите, најубаво младите може да ви го кажат. Политиките се креирани надвор од младите. Сепак тука има и влијание и апатијата и незаинтересираноста на младите, но сепак групата на млади кои што се заинтересирани треба да бидат вклучени и сепак тоа треба да бидат и прашања кои што ги вклучуваат младите. Има некои млади што се запознаени, што се активно вклучени, но мислам дека поголем процент не знаат и не се вклучени, не знаат каде да се обратат. Значи тоа е најбитно, не знаат каде да се обратат. Мислам дека младите не се многу прашуваат околу проблемите, нивните проблеми. Исто така и за политиката не се многу прашуваат и мислам дека тоа треба да се подобри. Па на некој начин сум бил како форма за да се задоволи бројката на луѓето што ќе се таму и ама сепак има и дел во предвид земено нешто. Не е целосно, но дел од нешто е земено. Според мене тоа најмалку се финансиските средства. Според мене тоа е младинскиот стандард кој што го имаат другите држави. Сметам дека, како и што кажав, стандардите кои што ги креираат другите држави за младите се далеку поценети и далеку повисоки како што е подобро образование. Иселувањето е доста трагично за Македонија бидејќи онака сме малку жители, но мислам дека младите не гледаат иднина тука. Големиот проблем за тоа е всушност платата. Младите се незадоволни, многу учат и навистина многу се трудат и на крај тие имаат многу мала плата. Има многу причини, мислам дека не се сите, значи што повеќе и до младите гледаат многу како е на страна, мислат дека е се таму толку се дека е убаво, значи и до младите, но многу голем разлог многу голем процент од луѓето што се иселуваат точно заради што владата не превзема доволно мерки за да ги задржи. Голема причина за тоа најверојатно е тоа што им недостигаат финансиски средства. Дека има повеќе причини, мислам дека и системот на државата малку игра фактор, и мислам дека повеќе ако е забележан квалитетот на младите лица во Македонија, дека ќе биде нема толку да се иселуваат. Им треба можеби подобро општество каде што ќе бидат подобро прифатени од страна на сите луѓе, нема да бидат делени според вера, националност, боја на кожа, етничка припадност и слично. Па најверојатно би отишол од тука, бидејќи не гледам некоја голема иднина овдека. Така да ќе видиме.
Па ја мислам се повеќе да го слушаат гласот на младите кога имаат некои промени што ги засегаат помладите лица, тинејџерите. И мислам дека кога нешто се презема за да се направи нивниот живот тука подобар, дека треба да е и тие да се согласат дека е во најдобар интерес. И мислам дека што повеќе има вакви анкети и настани каде што ќе биде слушнат гласот на младите лица и нивните потреби ќе бидат познаени, мислам дека ќе оди на подобро. Мислам дека едноставно треба да го прифатат мислењето на младите, бидејќи сепак нели познато е меѓу народот дека младите се еднината на државата. И мислам дека треба нивното мислење да биде многу почуено и многу поразберено, бидејќи тие сепак размислуваат на некој поразличен начин, имаат поразлични мислења, поразлични ставови и едноставно и тие се расположени да кажам за подобро утре. И затоа сметам дека треба нивниот глас да биде многу почуен отколку што е сега. Unë mendoj se porosia për pushtetin qendror dhe lokal është se punët që i bëjnë për të rinj duhet të konsultohen së pari me të rinj dhe të marrim idetë e tyre se çka duan ata. Dhe të rinj të mos jenë pasiv për kërkesat e tyre dhe të jenë aktiv dhe të kërkojnë gjërat që ju duhen për të qëndruar në këtë vend. Мислам дека најбитно од се е да ги вклучуваат младите се повеќе во не само политика, туку во се што се случува во локалното ниво, дури во државата, затоа што младите се иднината на општеството на Македонија и мислам дека младите се најбитно нешто во Македонија. Повеќе да гледаат кои се интересите на младите и да се ангажираат за тоа. Бидејќи кај нас повеќе се гледа за пензионерите и старите лица. Мислам секако дека е тоа потребно, но сепак младите се иднината. За да ги задржат младите, најпрво треба да им овозможат на младите простор за да делуваат, потоа треба да креираат свест дека уствари им веруваат на младите и навистина треба да почнат да им веруваат на младите и да не ги искористуваат младите, затоа што на крајот на денот ние да инициираме политики, кога ќе се сретнеме со политичарите, на крајот на денот ние се осеќаме искористени. Ние како да сме биле само некои фигури кои што биле активни во тој процес. Треба да ни се обезбеди простор во кој ние ќе можеме слободно да делуваме. Така да им препорачувам на политичарите да ги вклучат повеќе младите затоа што бенефит ќе имаат не само они, туку целата општествена заедница.